Добро вечер, почитувани гледачи, вие сте со К3, трето информативно издание за денеска. Еве што издвојуваме. Македонија денес одбележува 74 години од почетокот на антифашистичкото востание и народно-ослободителната војна. Со повеќе пригодни културни и спортски манифестации, македонскиот североисток достојно го одбележува 11 октомври. Во експлозиите во Анкара загинаа најмалку 95 луѓе. Тридневна жалост во Турција. Вардар го задржа перфектниот учинок во Лигата на шампионите. Германскиот вице-шампион Райн-Некар Левен во спортскиот центар Јане Сандански беше совладан со 25-19. За преостанатото бидете со нас и по рекламите. Третиот дневник тргнува во 20 часот. Среќен празник, почитувани гледачи. Македонија денес одбележува 74 години од почетокот на антифашистичкото востание и народно-ослободителната војна. Востанието било кренато против фашизмот и со тоа започнува борбата за ослободување на македонскиот народ од поробувачите. Тоа е важен меѓник во борбата за самобитност и самостојност на македонскиот народ. Организираното антифашистичко востание почна во 1941 година, кога првиот прилепски партизански одред го нападна бугарскиот полициски участок и телефонско-телеграфската мрежа во Прилеп, додека следниот ден на 12 октомври се огласија и партизаните од Кумановскиот одред. 11 октомври е продолжување на слободарските традиции на македонскиот слободолюбив народ, проникнати во Карпошовото, Разловечкото, во Кресненското и во Илинденското востание, но и во напорите за социјално и национално ослободување вложени во Балканските војни и во Првата светска војна. Со одлуката да пристапи кон антифашистичката коалиција, Македонија застана на страната на прогресивното човештво, а против фашизмот како најтемна идеологија од современата историја и најсилна негација на општо цивилизацијските и демократски вредности. Македонскиот народ самостојно се избори за својата слобода. Од првите партизански одреди кои ја почнаа борбата, Народно-ослободителната војска на Македонија кон крајот на 4-годишната војна прерасна во добро организирана 110.000 армија со воени формации од највисок ранг. За време на окупацијата од Македонија беа интернирани 58.000 лица, а покрај злосторствата што окупаторите ги вршеа врз недолжното цивилно население, земјата претрпа и огромни економски штети. Круна на борбата се одлуките на првото заседание на АСНОМ во 1944 година, со кои се оживотворени повеќе вековните идеали за основање македонска држава, минувајќи го патот на својот повеќе децениски развој и растеж како дел од СФРЈ, а потоа и како самостојна држава. Пребродувајќи го конфликтот во 2001 година, Македонија денес е полноправна членка на Обединетите нации и е на патот кон евроатланските интеграции, кои засега се блокирани од Грција. 74-та годишнина од Македонското народно востание беше одбележана и со свечена академија во Македонскиот народен театар, на која се обрати претседателот на Собранието на Република Македонија Трајко Велјановски. Пред токму 74 години со нападот на бугарскиот полициски участок во Прилеп и со акциите на партизаните од Кумановскиот одред било означен почетокот на македонското народно востание против фашистичкиот окупатор. Благодарни на своите предци кои го жртвувале највредното за слободата на татковината, денешните генерации со бројни свечености го чествуваа значајниот датум. Со повеќе пригодни културни и спортски манифестации и македонскиот североисток достојно го одбележа 11 октомври, денот на народното востание, ден на борецот. Како што беше најавено, централната манифестација се одржа кај спомен косторницата во Куманово, каде што бројни официјални делегации, представници на институции, здруженија и групи граѓани положија свежо цвеќе во чест на борците од Куманово. Честитајќи им го празникот на своите сограѓани, меѓу кои имаше и ветерани кои што активно зеле учество во народно-ослободителната борба, градоначалникот на Куманово Зоран Дамјановски ја поздрави слободолюбивоста на македонецот. Тоа не обврзува и нашите нови млади генерации. Секогаш и денес, и во иднина,
да ги напојуваме со идеалите на оние што ни ја донесува слободата и истовремено да им го јакнеме сознанието дека и нашето денешно општество има гаранција за својата подобра иднина. Само преку труд, знаење, почитување на вистинските вредности и посветеност кон духот на слободата, разбирање и соработка меѓу луѓето, народите и државите, на сите загинати борци на Народно-ослободителна војна на Македонија, на македонскиот народ им нека ми е вечна слава. Нека живее Република Македонија, да живее 11 октомври. Пригодната свечаност со рецитали и хорски изведби ја збогатија ученици од кумановските средни и основни училишта, а најстарите учесници во Народно-ослободителната војна уживаа во представата на поколенијата. По Козјак, Боша, Уналани, река, едната на лана ми ја однесе, другата не можел да ја најдам. Бугариня стража, брзо бегав. Боша, се до Козјак, све трње во нозот. Ден, два тие трње, мора све да поминат. И формираме 17-та македонска бригада. У таа бригада од формирање па све до ослободување на Куманово јас остана. Борбата на 17-та бригада беше многу бучна, а посебно и храбра, посебно при напад на Страцин, Гоглин и други места све до ослободување на Куманово. Во Кумановско на 12 октомври 1941 година во областа Студена вода е формиран Кумановскиот Козјачки партизански одред, а во областа Менкова Колева Карадачкиот партизански одред. При првите судири со бугарската војска овие одреди биле разбиени. Карадачкиот одред е разбиен на 14 октомври, а Козјачкиот партизански одред на 17 октомври. Иако активноста на овие први одреди е скромна, таа представува иницијална каписла за продолжување на борбата во Кумановско. Дел од членовите на Социјалистичката партија на Македонија од североисточните градови положија свежо цвеќе и се поклонија на спомен костурницата во Куманово. 11 октомври е денот на народното востание, денот кој е символ и почеток на големата народно-ослободителна борба. Денот кога македонскиот народ на најдобар можен начин го покажа својот државотворен капацитет и право на создавање самостојна, суверена и слободна држава, порача Јован Лазаров, потпредседател на Социјалистичката партија на Македонија. Пред овој импозантен меморијален споменик, како и пред стотина други споменици и спомен обележја низ земјата, стоиме денес простум за да им дадеме признание и почит на сите знаени и незнаени борци од Куманово, Кумановско и целата наша земја, кои се бореа, а многу од нив и ги положија своите животи пред олтарот на слободата од најголемото зло на човештвото, фашизмот. Македонските социјалисти се горди што со сите сили се вградени и го даваат својот придонес за напредокот на нашата земја. Наспроти негирањето и заканите што доаѓаат од страна на оние земји кои денес ни го загорчуваат животот во стремежот за влез во Европската Унија и НАТО, овој наш мирољубив и трпелив народ ќе истрае и ќе ги совлада сите искушенија пред кои е и ќе биде исправен во иднина. Нека ни е честит празникот 11 октомври, нека е вековит овој празник, да живее Република Македонија. Со положување на цвеќе пред споменикот на паднатите борци пред општинската зграда од страна на делегација од локалната самоуправа на Крива Паланка, делегацијата на пратеничката Слаѓана Митовска, како и делегација на Сојузот на борци, беше одбележан 11 октомври. Со положување свежо цвеќе на споменикот на паднатите борци во Народно-ослободителната борба и едноминутен молк утрово повеќе делегации од Крива Паланка ми одадоа должната почит на оние кои го дале животот за денешната слобода на Македонија. Во чест на 11 октомври, денот на народното востание против фашизмот, тоа го сторија делегација од локалната самоуправа, делегација на пратеничката во Собранието на Република Македонија Слаѓана Митовска и представници од Сојузот на борци од Крива Паланка. Да ние сме должни да ги одржаваме сеќавањата секоја година на значајни датуми кога некој погинал од борците храбри што се биде,
и на овие празници Ден на Востание, Ден на Борец, 2 август Илинден, 903 Илинден и така натаму. На спомениците се испишани имињата по местни заедници, од местна заедница колку, викаш испирина, спомен плочите се напишани свакако име, од Одрано, од село. Генерациите, овие што сме сега, мора да ги поштуваме. Нашите предци почнале востанието за нивните предци што биле, они почнале и добиле завет, ветување дека ќе се еден ден Македонија ослободи и затоа го дигнале востанието. Востанието се развива во низ читава република. Сега овој ден го одбележуваме како Ден на Востание и Ден на Борецот. Традиционалното одбележување на овој значаен историски датум продолжи во село Луке, каде беше положено цвеќе на спомен обележието на борците од тој регион. Во пресред на големиот празник во Република Македонија 11 октомври, боречката организација од Куманово традиционално и оваа година одржа редовна седница во пресред на овој празник. За значењето на 11 октомври пред нашата камера зборуваше првиот човек Спиро Зафировски. Може да кажам најкратко што на 11 октомври 1941 година беа извршени сите подготовки за излегување на партизански одреди. И на 12 октомвр 1941 година излегува 2 партизански одреди од Куманово, Козјачки и Карадачки. Иако одредите за релативно кратко време од бугарската фашистичка војска и полиција беа разбиени, ама не и уништени. Проктеви, односно идеја за понатамашната борба против окупаторот и домашните предавници продолжи. Интензивно се работеше после разбивање на одреди, интензивно се работеше во Куманово во организирање на поново излегување на нов одред. И такво нешто, благодарение на Панче Пешев, кој беше член на едно тело, тој успеа с негови колеги да подготви млади луѓе и постари и по доваѓање на Христијан Тодоров и Карпуш од Србија, кој имаше богато партизанско искуство, се стави на чело со Панче Пешев и организира нов партизански одред, кој јако со 16 душе излезе, али тој успешно водеше борба на Козјак против бугарската фашистичка власт. Кој беше денеска главниот повод за овој состанок овде во домот, во комитет? Овде главен повод беше да го прославимо 11 октомвр и да се подсети посебно млади и они кои не се учествували да чујат што е и како е припремано и водена борба против окупаторот и домашните предавници. По повод празникот со честитки до граѓаните се обратија првите луѓе на државата, македонскиот претседател Ѓорѓе Иванов, премиерот Никола Груевски и претседателот на Собранието Трајко Велјановски. Љубовта кон татковината и чувството на одговорност кое произлегува од можноста да се направи нешто со што би се спречило страдањето на многу луѓе е чекор кој заслужува нашата огромна почит. Одзивајќи се на повикот на слободата, хероите од народно-ослободителната борба ги изгазиле последните неколку чекори од патот до конечното формирање на македонската држава и триумф над фашизмот. Ваквата одлучност да се застане во одбрана на човештвото, хуманоста и правдата се извор на нашата гордост и почитување, вели премиерот Никола Груевски во честитката. Одбележувајќи го овој значаен датум од македонската понова историја, им одаваме почит на сите учесници во народно-ослободителната борба, која го символизира македонскиот непокор и вековитиот стремеж за слобода. Се вели во честитката на претседателот Ѓорѓе Иванов до граѓаните на Република Македонија. Делегации на владата на Република Македонија, Собранието, како и на градот Скопје по повод празникот 11 октомври положија цвеќе пред споменикот на партизанските гробишта во Бутел. По тој повод цвеќе положи и делегации на Министерството за одбрана и АРМ, представници на Сдруженијата на борци, представници на дипломатските представништва, политички партии и други здруженија. Покрај споменикот на партизанските гробишта во Бутел, цвеќе беше положено и пред гробовите на поранешните претседатели на Република Македонија, Киро Глигоров и Борис Трајковски, како и пред гробот на генерал Михајло Апостолски во градските гробишта Бутел.
Цвеќе беше положено и пред споменикот на Методи Андонов Ченто и споменикот на паднатите херои за Македонија. Во Собранието на Република Македонија денеска беше врачена државната награда 11 октомври за животно дело во областа на културата и уметноста и во образованието и науката. Добитници на наградата 11 октомври за 2015 година се писателот и академик Митко Манџуков во областа на културата и уметноста. Во областа на науката и образованието ја добија професор доктор Никола Јанкуловски, дигестивен хирург професор доктор Махмуд Хиса, професор по албански јазик и на професор доктор Маријан Димитриевски, историчар и научен работник. Во името на добитниците, говорејќи за историјата, академик Манџуков посочи дека нашите обврски сега и во иднина се да ја зачуваме државата. Манџуков, кој е добитник на наградата за животно дело во областа на културата и уметноста, според критиката, представува споменик на македонскиот книжевен јазик и израз, кој воспоставува највисок можен стандард за идните генерации и со тоа израснува во борец за афирмација на македонскиот јазик. Професорот и дигестивен хирург Јанкуловски наградата ја доби за континуирана академска кариера со своите звања, од асистент до редовен професор, а од 2009 година и декан на медицинскиот факултет во Скопје. Како хирург на Универзитетската клиника на дигестивна хирургија покажува перманентен, стручен и професионален развој во земјава и странство. Со својата 25 годишна посветеност во работата е доајен на лапароскопската хирургија во Македонија. Признанието за него представува голема обврска и привилегија, но и мотив за поуспешно да работиме секој во својата област. За достигнувањата во збогатување на научната мисла во земјата и надвор од неа, наградата за животно дело во образованието и науката му беше врачена на професорот по албански јазик Махмуд Хиса. На историчарот и научен работник Димитриевски наградата му беше врачена за достигнување во научно-истражувачката дејност. Според него, основното во славењето на празниците е да се слават вредностите и тоа да биде патокас за идните генерации. Секое постигнување на полето на науката, културата, уметноста, здравството, секој напишан труд, поема, роман, насликано дело, спасен живот. Според Надица Митреска, член на одборот за доделување на државната награда 11 октомври, представува Според Надица Митреска, член на одборот за доделување на државната награда 11 октомври, представува уште едно востание за уште една извојувана победа за креативност, оригиналност и изразување. На доделувањето на наградата присуствуваа претседателот на Република Македонија Ѓорѓе Иванов, архипископот Охридски и македонски господин Стефан и пратеници. Наградата 11 октомври е највисоко признание за животно дело во областа на науката, уметноста, стопанството и другите дејности од јавен интерес на Република Македонија. Обилните дождови предизвикаа поплави во Бедиње, Бавчи и Доброшане. Реките Кумановка и Липковка предизвикаа поплави на градскиот парк, пероните на автобуската станица. Голем број на земјоделски површини се поплавени. Подруми, штали со живина во населбата Бедиње, патна инфраструктура во населбата Бавчи, срушен е и мостот во селото Ропајце, општина Липково. Градоначалникот Дамјановски вели дека се забележени излевањата и дека не е предизвикана некоја поголема материјална штета. Општинскиот штаб за спасување и заштита одржа состанок на кој го задолжи градоначалникот да побара помош од Дирекцијата за заштита и спасување за справување со поплавите. Ќе се ангажираат јавните претпријатија Водовод, Чистота и зеленило и ТППЕ Куманово во санирање на штетите, а по повлекување на водата Комисијата за проценка на штети ќе излезе на терен. Поради обилните врнежи од дош, реката Кумановка и Липковка се излеја во населбите Бедиње, Бавчи и Доброшане. Истите предизвикаа поплавување кај градскиот парк, пероните на автобуска станица. Поплавени се земјоделски површини, подруми, помошни објекти, штали со живина во населбата Бедиње. Поплави има и кај селото Доброшане на вливот на реката Пчиња, патна инфраструктура и неколку куќи во населбата Бавчи. Од регионалниот центар за управување со кризи Куманово известува дека се пријавени поплави спроти стадионот на Башкими. Вода навлегла во куќите во населбата Јоско Илиевски. Срушен е мостот во село Ропајце, општина Липково. Поради обилните врнежи не е прооден патот никушта кој води за Липково. Градоначалникот на Куманово вели дека се забележени излевањата на трите места, но не е предизвикана некоја поголема материјална штета. Екипи на локалната самоуправа излегле на терен и направиле записник. На местата Бедиње, Бавчи имаме изливање на речно корито, тука кај паркот
Имаме изливање во Атеродно Добрашане, во влив на реката Пчиња. Значи, тамо имаме места каде не стигнаме во овие 3 недели да ги завршиме тие работи, бидејќи работата одеше во два правца. Према горната и долната позиција. Денеска разговарави со министерот за можни подршка или помош од владата ако се продлбочи кризата. Сега во 12 сат закажам, ако каснам, поново штаб за преземање на мерки во тој дел каде имаме изливање река. Во моментот немаме големи материјални штети, имаме изливање во уништени штали, некои земјоделски површини, имаме во Бавчи уништена патна инфраструктура. Меѓутоа, знаете, тоа е место каде е во непосредна близина реката со опасност од такво изливање. Општинскиот штаб за заштита и спасување одржа состанок на кој го задолжи градоначалникот да побара помош од Дирекција за заштита и спасување за справување со поплавите во дополнителни количини гориво и машини. Градоначалникот ќе ги ангажира јавните предпријатија Водовод и Чистота и Зеленило, како и територијалната противпожарна единица Куманово во санирање на штетите, а по повлекување на водата Комисија за проценка на штети ќе излезе на терен. Жителите од населбата Бедиње се видно вознемирени поради настанатата ситуација со обилните дождови и поплавените површини и угинувањето на животните. Барат итно решение од надлежните. Вела дека веќе неколку години поред кога има дожд се соочуваат со поплави. Вела дека речното корито во Бедиње не е чистено и поради тоа доаѓа до поплави и штети на нивните имоти. Куде нас су поплавени и башче и објекти, штале, свиње, краве, кокошки, све под воду. Имамо штето направено огромно. Тамо хидрофори, жито, брашно, компири, трице, храно што сам збраја на стоку, детелине, сено, слама, све е под воду. Тражимо помоќ од општину да дојде да прочисти корито на реку. Они чистива едно 200 метра озгор нас тамо. Надоле чисти, нагоре, овдека не дојдева да очисти корито. Што е проблем, што е работа, не знам. Не сам паметен, немам што да збор да кажуju, ali ne iskočivao u susret da ne ga očisti u korito. Korito ne ga očistiva na reku. To je problem. Проблемите нас што не задеси од овие поплави е само проблем нечистење на речно корито. Речното корито, не знам, на долниот дел кај Средорег го чистата, таму негде горе го чистеа, овдека кај нас, овој дел овдека никако да го чистат. И стално не поплавуваат. Евега трета година, четврта година што нон-стоп не поплавува рекава. Тука изгледа тесно грло и не може да помине, прилива кај комшијата пред малку што беше, лом го нап. Во село Лопате се излеела Матејачката река и поплавени се 6-7 куќи со помошни објекти. Во село Режановце реката Липковка се излеела и каналот кај пругата, при што се зафатени 5 хектари земјиште. Липковка се излеела кај расадникот на шумско стопанство, каде се поплавени 6 објекти на расадникот и 20 хектари земјиште. Во населбата Бедиње реката Липковка сруши мост во должина од 7 метри и истиот се попречил во реката, со што се поплавени 6 куќи и 2 штали, плюс 25 хектари земјиште. Липковка излеена кај стадионот Башкими, при што се зафатени 30 на куќи со помошни објекти. Во село Проевце поплавена една куќа до мостот на река Кумановка, а во Доброшане Кумановка поплави 15 хектари земјоделско земјиште. Тргна производство на електрична енергија во мини поточните хидроцентрали во Крива Паланка. Хидроелектраните се изградени со јавно-приватно партнерство на локалната самоуправа и инвеститорот Хидросогово од Скопје. Официјално започна производство на електрична енергија во мини проточните хидроцентрали на цевководите на потегот од Калин Камен, главен резервоар во Крива Паланка и стелостанци фабрика за вода во Крива Паланка. Хидроелектраните се изградени со јавно-приватно партнерство на локалната самоуправа на општина Крива Паланка и инвеститорот Хидросогово Скопје. Централите ги пуштаме во погон. Годишното количество на електрична енергија ќе биде околу 3,5 гигават сати. И во оваа прилика сакам исто така да се заблагодарам на градоначалникот и на советниците на општина Крива Паланка, што има храброст и доблест да влезат во едно јавно-приватно партнерство, од кое што јавно-приватно партнерство сите ќе имаат бенефит во иднина. И општината, и приватната компанија која што влезе во ова јавно-приватно партнерство.
Кржовски информира дека вкупната инсталирана моќност ќе изнесува 681 киловат. Зголемениот капацитет ќе придонесе и за поголеми приходи за општината, на која според договорот припаѓаат 17% од целокупното производство на електрична енергија. Општина Крива Паланка учествуваше во партнерството со финансиски средства за урбанистички планови, физибилити студија, идејни изведбени проекти, а договорот за јавно-приватно партнерство е помеѓу фирмата Хидро Осогово и јавното предпријатие Комуналец од Крива Паланка. На символичен начин јас ги вклучив мини хидроелектраните, уствари една од мини хидроелектраните за производство на електрична енергија на доводните цевководи, на цевководите од кои пиеме вода ние во Крива Паланка. Од истите цевководи ќе се произведува електрична енергија. Она што можам да кажам тоа е дека навистина се радувам затоа што еве некои средства што никогаш не сме ги ниту планирале, ниту сме предпоставувале дека можеме да ги имаме. Од денеска на некој начин ќе имаме определени средства. Граѓаните од истата вода која пијат и ќе се произведува електрична енергија. Ова е вториот наш проект за јавно-приватно партнерство. Според договорот, приватниот инвеститор ќе стопанисува со хидроцентралите 23 години, пошто тие ќе преминат во сопственост на општината, додава Кржовски. Финансирањето на изградбата на хидроцентралите беше обврска на приватниот партнер, кој ќе има право комплетно да управува и стопанисува со хидроцентралите, со обврска да не го наруши системот за водоснабдување и снабдувањето со чиста и здрава вода за пиење. Ова е втор проект кој општината го реализираше со јавно-приватно партнерство. Првиот беше за изградба на деловно административниот објект на општинската зграда, кој беше ставен во функција лани на 8 октомври. Во Младински културен центар Козјак на 13 октомври во 19 часот и 30 минути ќе биде отворен 11-тиот фестивал на нов германски филм со филмот Роден во болка. Фестивалот ќе трае до 17 октомври, при што ќе бидат прикажани 6 филма од повеќе жанрови. Во организација на амбасадата на Германија од 13 октомври во Младински културен центар Козјак во 19 часот и 30 минути ќе биде отворен 11-ти фестивал на нов германски филм. На самиот фестивал ќе бидат прикажани 6 филмови, од кои 2 детски, трилер, драма, комедија и криминалистички филм. Фестивалот ќе започне со емитување на трилерот Роден во болка од ТВ серијата Место на злосторството. Ние како Младински културен центар или како град Куманово се вклучиме пред 3-4 години и еве сега 4-та година како го организираме овој фестивал на нов германски филм. Тоа се филмови направени 2014-2015, зборувам за овие што ќе бидат прикажани, значи најнови филмови од повеќе содржини и жанрови на филмови. Фестивалот ќе го отвори самиот амбасадор, односно амбасадорка Кристине Алтхаузер, а фестивалот го организираме под покровителство, значи и на Прокредит банка, меѓутоа со целосна поддршка на градоначалникот и Советот на општина Куманово. Младенски културен центар Козјак во соработка со директорите на училиштата ќе се потруди и децата од основните училишта ги погледнат детските филмови на големо платно. Фестивалот ќе трае до 17 октомври. На 14 октомври на репертоарот е Феникс во 20 часот. На 15 октомври во 20 часот ќе започне Хакери, а на 16 октомври ќе се прикажат во 18 часот Лола на Грашокот и во 20 часот Спасете го Рафи. На 17 октомври ќе игра филмот 300 збора германски во 20 часот. Фестивалот на нов германски филм ќе гостува во Прилеп, Битола, Охрид, Тетово, Штип, Велеска, Вадарци и Струмица. Во експлозиите во Анкара загинаа најмалку 95 луѓе, прогласена 3-дневна жалост во Турција. Има напредок во преговорите меѓу САД и Русија за летовите во Сирија. Обединетите нации и Светска банка најавија нови механизми за финансирање на кризните подрачја. Следуваат вестите од светот. Во двојниот самоубиствен напад во Анкара загинаа најмалку 95 луѓе, соопшти турскиот премиер Ахмед Давутоглу. Тој наведе дека тој е напад со најголем број на жртви во историјата на Турција, при што се повредени 246 лица, од кои 48 се во критична состојба. Во меѓувреме во Истанбул околу 10.000 луѓе протестираа поради инцидентот во Анкара. Некои од демонстрантите носеа транспаренти "Државата е убиец и знаеме кои се убиците". Турските власти тврдат дека вчерашните напади во Анкара се дело на терористички организации. Во Турција е прогласена 3-дневна жалост.
САД и Русија остварија напредок за време на разговорот посветен на избегнување случајни несреќи меѓу двете сили во воздушниот простор на Сирија, соопшти Пентагон. Разговорот беше професионален и насочен конкретно на примена на одредени безбедносни процедури, се наведува во соопштенијето од Пентагон. Потпоролот на Пентагон Питер Кук најави нов разговор во блиска иднина меѓу представници на САД и на Русија. Обединетите нации и Светската банка најавија дека ќе го зголемат финансирањето на Блискиот Исток и на Северна Африка за да им помогнат на земјите кои се борат со бегалската криза и се обидуваат да обноват посудирот. Според првиот механизам, земјите донатори ќе издаваат посебни обврзници, вклучително исламска обврзница, познати како суџук, усогласени со забраната за камата пропишана во Куранот. Според вториот механизам, грантовите на земјите донатори ќе бидат искористени за проширување на нискокаматните заеми за државите кои прифателе повеќе од 15 милиони бегалци во последните 4 години. Во рамките на Пионерската ракометна лига на Македонија, во Куманово се одигра дербито на колото, во кое се сретнаа екипите на Куманово и Вардар. Неочекувано, но сосема заслужено, Куманово го декласира Вардар со 24-13, демонстрирајќи одлична игра во текот на целиот надпревар. Вистински ракометен час им одржаа пионерките на Куманово на своите врсници од Вардар. Од првата до последната минута избраничките на Димитар Антески има постојано водство. Со еден збор игра за највисока оцена. Но честитки за победата, прикажувате одлична игра и она што е најважно да го победите реномираниот тим на Вардар. Една твоја анализа за овој надпревар. Благодарам за честитките. Задоволна сум од надпреварот. Дадовме сила, највеќе што можевме, се жртвувавме и победивме. Во првите две кола имате две победи, продолжувате со исто темпо и на наредните надпревари. Да, ќе се бориме за првите две места во групата и за да се пласираме на Final Four, а за натаму ќе видиме. Кој е следниот противник? Следниот противник е Кожувчанка од Штип. На надпреворот ја затекнавме догогодишната репрезентативка Наташа Младеновска, која е импресионирана од талентот на пионерките од Куманово. Девојчињата денеска одигра еден квалитетен надпревар. Одигра доста добро во одбрана, што ме радува. Во напад исто така беа прекрасни. Под она што го видов, можам да кажам дека има доста потенцијали. Така може да се издвојат 3-4 девојчиња кои што заслужено би го носеле дресот на репрезентацијата на Македонија. Тоа значи дека во иднина Куманово ќе има светла перспектива во ракомет. Да, се надевам. Треба доста да работат уште, сепак они се уште млади. Но ме радува тоа што денеска видов еден модерен ракомет, еден брз ракомет со убава одбрана, стабилна игра и мислам дека имаат јака перспектива девојчињата. Најдобрата македонска екипа Вардар го задржа перфектниот учинок во Лигата на шампионите, а последната жртва беше германскиот вице-шампион Рајн Некарловен, кој во спортскиот центар Јане Сандански беше сообладан со 25-19. Избраниците на Гонзалес ги добија во своја полза двете полувремења, со 11-10 и 14-9, но до самиот триумф стигнаа во последните 15-20 минути кога Петар Ангелов оствари 9 одбрани, ситуација која црвено-црните добро знаеа да искористат во нападот. Во четвртата победа во елитата, најпрецизен кај вардарци беше Душебаев со 7 гола, пред Дибиров и Тоскич со 6, односно 4 погодоци. На спротивната страна, данскиот репрезентативец Ларсен даде 7 гола. Следен противник на македонскиот клуб е Колдинг. Женската ракометна репрезентација на Македонија го претрпе вториот пораз во квалификациите за пласман на Европското првенство во Шведска во 2016 година. Овој пат подобри од избраничките на Симе Симовски беа и хрватките кои во спортско-рекреативниот центар Кале славеа со убедливи 36-22. Големиот фаворит го диктираше темпото, во двете полувремења покажа поквалитетна и подобра игра. Ги освои планираните 2 бода од средбата во Скопје. Во црвено-жолтиот табор непрецизна беше Ристовска со 8 гола, додека на спротивната страна вардарката Пенезич 9 пати успеа да ги совлада нашите голманки.
Ракометарите на Куманово денеска во рамките на четвртото коло од прволигашката конкуренција се поразени на гостувањето во Штип од екипата на Текстилец со 28-18. Надпреварот бил изедначен во првото полувреме, кое домаќините минимално го решиле со 13-12, меѓутоа во продолжението Куманово подкликнало. Шанса за првата победа екипата на Куманово ќе ја бара на средбата на домашен терен против тимот на Метрополис од Скопје. Во вестите од меѓународната сцена за денеска издвојуваме. Продолжува доминацијата на светскиот рекет број 1 Новак Ѓоковиќ, кој по 6-ти пат триумфираше во Пекинг, откако во финалето го победи Надал. Во трката за големата награда на Русија триумфираше Луис Хамилтон. Српскиот тенисер Новак Ѓоковиќ во оваа година оствари успеси за паметење. Најнов триумф српскиот ас го оствари во Пекинг, каде во големото финале го победи Надал со 6-2, 6-2 и потврди дека во овој момент нема конкурент на тениските терени. Мечот траеше 90 минути, во кој Надал немаше шанси да му се спротистави на расположениот ноле. Со оваа победа, српскиот ас уште повеќе го зацврсти првото место на ATP караванот. Инаку турнирот во Пекинг се играше за награден фонд од $4.700.000. Водачот на Мерцедес, Луис Хамилтон, е победник во трката за големата награда на Русија, која се водеше на патеката во Сочи. Ова беше 9-та победа на Хамилтон во сезоната или вкупно 42 во кариерата и по бројот на победите се изедначи со Себастијан Фетел од Ферари. Хамилтон трката ја заврши за 1 час 37 минути и 11 секунди. Второто место му припадна на Себастијан Фетел, додека трет беше Серхио Перес. Од друга страна, водачот на Мерцедес Нико Росберг, кој се бори за шампионскиот прстен, се откаже во 8-миот круг поради дефект. Со оваа победа, Хамилтон уште повеќе ја зголеми предноста во однос на ривалите, па така сега има 302 бодови, додека втор е Фетел со 236, а трети Росберг со 229 поени. Времето денеска во Македонија беше облачно со повремен слаб до умерен дожд. Врнежите во поголемиот дел од земјава ќе бидат ретки со намален интензитет. Почести врнежи утре ќе има во западните и северните делови. Да погледнеме метео за североистокот. Тоа беше се што подготвивме за третиот дневник, почитувани гледачи. Благодарам за вниманието, пријатна вечер.